Три тинејџерки претепале и психички малтретирале 14-годишна врсничка. Според полициски извори, видеото било снимено во текот на март во напуштена куќа во еден од парковите во Куманово. Дури по 4 месеци жртвата ЛИ во понеделникот го пријавила случајот во полиција откако било објавено бруталното видео на социјалната мрежа TikTok од страна на една од осомничените, 14-годишната МК, која учествувала во тепањето. Nga sektori për punë të brendshme në Kumanov thonë se rasti po trajtohet me procedurë të shpejtë dhe pas denoncimit të viktimes janë identifikuar të trija agresorët dhe janë marrë në pyetje, dy prej të cilave janë të mitura dhe pas procedimit të rastit nga prokurori kompetent do të dalin para gjykatësit të procedurës paraprake për masa të mëtutjeshme. Од локалната полиција велат дека првоосумничената 19-годишната ПА го организирала нападот на жртвата со своите две другарки, 16-годишната Еша и 14-годишната МК. Тие најпрво ја повикале за да се разјаснат поради наводни причини поврзани со љубомора, а потоа физички ја нападнале, притоа снимајќи го нападот со мобилни телефони. Во текот на денот девојките биле испитани во присуство на нивните родители и вработени од Центарот за социјални работи на градот, а се очекуваат кривични пријави за двете кривични дела. Во врска со објавеното видео за кое прашувате, ве известуваме дека СВР Куманово во координација со Основното јавно обвинителство Куманово ги презема сите мерки и активности за расчистување на случајот, пошто јавноста навремено ќе биде информирана. Видеото кое кружи на интернет ја потресе јавноста, бидејќи три од девојките се уште се во основно училиште, а една во средно образование. Социолозите го оценуваат овој феномен како загрижувачки, бидејќи често се повторува во краток временски период во нашето општество. Професорот Вај Джемаили вели дека оваа социјална фрустрација, освен физичкото насилство и линчувањето преку социјалните мрежи, треба да се третира од страна на надлежните со голема сериозност со цел адолесцентите да не станат жртви. Ne si sociolog trajtojmë edhe aspektin e hiperstimulimit të fëmijëve që vjen ose të gjeneratave të reja që vjen si rezultat i konsumimit të asaj çfarë ju ofrohet nga rrjetet sociale që shpesh herë janë me përmbajtje brutale të dhunshme dhe me pasoja jashtëzakonisht të mëdha për ta, në rend të parë për arsye se është një breng shumë i madh që ajo çfarë po ndodhet për gjeneratat e reja në rend të parë dhe për neve si shoqëri dhe shpresojmë që gjithnjë më shumë që të vjen ai momenti kur të ndërmerret diçka në drejtim të kontrollit, të futjes së kontrollit, sidomos të përdorimit të teknologjisë. Во текот на една година ова е трет случај во кој групи адолесценти и деца се вклучени во пресметки и се снимаат со цел објавување на видеата на социјалните мрежи. Сличен случај на насилство врз жртва се случил и во Тетово, а уште еден во Скопје. Да подсетиме дека Министерството за образование од септември ќе ја спроведува програмата со психолози за рано откривање на знаци на деликвенција и употреба на насилство во училиштата, што се поврзува и со последиците од насилството во нивните семејства.